По 15-месечно работење заврши проектот за формирање прекугранични центри за поддршка на ромскиот бизнис во општините Кочани и Благоевград. На пресконференцијата кај нас беше речено дека се формирале 2 центри кои треба да го поттикнуваат креативниот дух и иновативноста кај ромското население. Нашиот проект е сврзан с икономическото развитие. Нашиот проект е поврзан со економскиот развој и просперитетот на ромската заедница во двете држави. Нашите организации, Сдруженијето Лидер од Благоевград и Авено од Кочани, се ромски, а основната цел на група ни беа младите роми на возраст до 29 години. Утврдивме дека најзагрозена категорија се токму жените. Поради тоа проектот ни беше насочен кон нив, со оглед што различните видови дејности се поврзани со тоа да се изградат така наречени стартап бизниси. Опфативме 8 млади жени ромки, од кои по 4 од бугарска и од македонска страна. Михаилова додаде дека се работи за успешен проект за двете партнерски граѓански здруженија. Освен формирањето на центрите за поддршка, со проектот биле презентирани и информации до ромското население за програмите што се однесуваат на подобрување на формалното образование и професионалните квалификации, а представени били и информации од законската регулатива, даночната политика и од сметководствената евиденција меѓу ромските предприемачи. Тој центар работи до 17 јануари кога ќе заврши проектот, но потоа истиот центар продолжува со работа на волонтери. Центарот имаше директор кој што цело време, секој работен ден беше присутен таму за сите можни прашања кои што самото ромско население имаше потреба да ги чуе и да во врска со стартап бизнисите, во врска со социјални теми и сите останати теми што ги интересирало во врска со бизнис стартап. Исто така, изработени се 4 комплетни бизнис планови, при што учесниците во обуката полагале соодветен испит и добиле дипломи. Реализацијата на проектот е со поддршка од Интеррек и програмите на Европската унија, со вкупен буџет од над 104.000 евра.